почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да дополнам само неколку факти. Имено, без разлика што површината во оваа градинка е зголемена за 300 метри квадратни, плаќањето на сметките за 20% намалено, што значи дека енергетската ефикасност има свое влијание и се покажува дека со имплементацијата на планот за чист воздух во одредени објекти од 30 до 50%, доколку станува збор за иста квадратура, доаѓа до поевтини сметки, со што се прави заштеда во буџетот. Од друга страна, намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% и намалувањето на сметките за топлинска енергија во населбата Железара, сите граѓани се свесни дека можат или плаќаат за 13% поевтини сметки плаќа оваа зима. Затоа, поврзувањето на трите топловодни мрежи во градот Скопје е еден од приоритетите, не само на градот, не само на локалната самоуправа, туку и на владата на Република Северна Македонија. И затоа во следниот период се обврзуваме делот на Париска комуна кај зградите 14, 19 и 21, во делот на подстаниците да бидат помогнати од страна на владата, бидејќи граѓаните знаат дека тие имаат инсталација внатре, мрежа има внатре во зградите, и дополнително со другите 7 згради во Хиподром, практично 1000 граѓани ќе бидат фатени од планот за чист воздух, за да нивните згради бидат дел од еден еколошки систем. Ова е потполно компатибилно и со Европскиот зелен договор, и со препораките што пред некој ден излегува во рамки на германското претседателство со Европската унија за декарбонизација на затоплувањето и за зголемена, односно масовна енергетска ефикасност. Би сакал да напоменам дека во рамки на нашите активности во планот на Министерството беше помогнато изработката на техничката документација и изработка од страна на општината на основниот проект на ободниот канал на водите од Скопска Црна Гора, за да не се случи она што се случи пред неколку години овде во општина Газибаб, и тоа е еден од проектите за кој што ние како Министерство за животна средина ќе го помагаме и понатаму. Благодарам.